Како што претходно најавив, синоќа официјално настапи пролетта, а последниот викенд од месец март, ноќта меѓу 25 и 26 март, ќе имаме промена од зимско во летно сметање на времето. Токму ова ќе биде темата на следниот разговор во студиото, како промената од зимско во летно сметање на времето влијае врз организмот и врз здравјето на луѓето. На оваа тема разговарам со мојата гостинка, ќе посакам добро утро и добре дојде на доктор Александра Неделковска, доктор во итна медицинска помош. Како сте утрова? Добро утро и од мене и пред се ви благодарам за поканата што сум ваш денешен гостин. Утрово, да речеме добро, за да биде добро. Така. Актуелна тема за она што не очекува, како што реков, во последниот викенд од месец март, па убава можност да им дадеме повеќе информации на нашите граѓани, како да работат на превенцијата, за да можат многу полесно и да го надминат овој период. Лекарите сметаат дека промената на времето негативно влијае врз човечкиот биоритам, тоа сите ние го чувствуваме. Какви промени се чувствуваат кај луѓето? Да, слободно можеме да кажеме дека промената на сметањето на времето влијае негативно врз здравјето на луѓето. Се јавуваат такви промени да луѓето чувствуваат несоници, чувствуваат главоболки, чувствуваат замор и така натаму. Сето тоа се случува како резултат на промена во неколку системи на човекот. Всушност станува збор за пореметување на невропсихолошкиот систем, пореметување на ендокриниот систем, пореметување на кардиоваскуларниот систем и така натака. Всушност имаме една палета каде што постои нарушување на повеќе системи и допринесува да се чувствуваат претходно наведените симптоми. Сега е многу значајно да знаеме колку време е потребно за да може организмот да се адаптира на овие промени, да се прилагоди за да конечно дојдеме до некоја нормална состојба. Така, сите тоа го чувствуваат од најмлада популација па се до највозрасна популација. И нормално, кога ќе се случи таа промена, после тоа предстои еден период кој што треба ние да се навикнеме, односно да се адаптираме на таа промена на сметање на времето. За да се адаптираме, нам ни е потребно најмалку една недела, па се до повеќе временски период и се зависи од индивидуалноста на човекот. Сепак, помладите можат полесно да се адаптираат, повозрастните малку имаат потешкоти во однос на тоа. Сепак има луѓе кои што се хронични болни, исто така и тие им треба време повеќе за адаптирање и така натака. Влијанието на промената од зимско во летно сметање на времето всушност влијае на биолошкиот ритам кој што се менува и ова особено го чувствуваат децата, односно ќе кажам помладата популација. Зошто е тоа така? Така. Како што споминавме, секоја возрастна група од најмлади па се до невозрастни чувствуваат промени во однос на својот организам, па така најповеќе го чувствуваат младите, односно децата. Како што рековме, еден од системите кој што е пореметен всушност во делот на промена на сметањето на времето е невропсихолошкиот систем. Тука всушност има пореметување на оној когнитивен план кој што всушност ги опфаќаат всушност памтењето, заборавањето, односно меморијата и концентрацијата. Како што рековме, има еден од симптомите е нарушен сон, па всушност тој час плюс или минус во однос на зимско сметање или пак летно сметање на времето си го прави своето. Еден час многу значи, па така и кај младите всушност тие го чувствуваат тоа, имаат намалена концентрација, имаат намалена меморија и секако имаат пореметен биоритам во однос на учењето и на извршувањето на своите работни обврски. Да, токму училишните обврски се најчестите обврски кои што ги имаат младите луѓе и овде тоа прилагодување е многу значајно да можат да најдат соодветно време и за учење, но и за одмор, затоа што секогаш треба да има време и за одмор. Вистина, така. Многу луѓе се жалат дека не се чувствуваат добро при промената од зимско во летно сметање на времето. Како што кажавте и вие, чувствуваат умор, промена на расположението, кај повозрастните пак има промени и во продуктивноста на работното место. Како да ги надминат овие
проблеми? Рековме дека нели постои палета на пореметување на повеќе системи во организмот, па така нели тука го споменав и пореметување на тој ендокрин систем, всушност каде што има пореметување нели на хормоналниот статус. Станува збор за еден краткотраен дисбаланс помеѓу оние нели жлезди, хипоталамус, хипофиза и надбубрежни жлезди, кои што всушност нели лачат едни хормони познати на сите, тие се нели серотонин, адреналин, норадреналин, кортизол исто така, кои што всушност нели тие исто нели допринесуваат во однос нели на своето расположение и тој хормон така познат по кај народот серотонин, кој што всушност нели при промена на временското сметање, тој всушност недостасува, односно имаме нели нарушен сон, каде што мелатонинот всушност е пореметен, па со самото тоа е пореметен и серотонинот и се чувствува едно нели намалување на расположението, каде што нели всушност луѓето чувствуваат така наречена една блага депресија, една анксиозност, каде така наречен благ стрес, нели, каде што сите тие работи нели допринесуваат до психофизички замор. Несомнено е нели овие две нели состојби пореметување нели на тој хормонски дисбаланс, односно предизвикување нели на така наречен стрес и тој психофизички замор да доведат нели до намалена продуктивност на работата. Со самото тоа се намалува нели мотивацијата во однос нели на работните обврски и сега нели соодветен начин е да побараме некое решение, односно да се надмине тој процес. За да се надмине сето тоа, нели треба нели на почетокот, како што рековме, во период од една недела, сега поради промена од зимско во летно сметање, луѓето треба да знаат дека всушност тоа треба да се направи со поблаг интензитет. Да не е тоа нешто во однос на брзо темпо, туку полека да се прилагодат, всушност психофизички да се спремаат, да сватат дека тоа е една променлива состојба, да си дадат време на организмот, секој ден барем по 20 минути да направат нели утринско изложување на светлина со тоа што доколку би имале време нели да излезат да пропешачат, да направат некои физички активности. Исто така нели откако ќе го направат тоа во тој период од 20 минути, неопходен е тој така наречен утрински туш, каде што нели негативните јони од водата влијаат позитивно во однос нели на крвта и кардиоваскуларниот систем ги носи нели тие јони соодветно до местото каде што нели тие влијаат во покачување на серотонинот и всушност тој серотонин допринесува до покачување нели на расположението и со самото тоа нели добиваме мотивација и сме способни нели да си ги извршиме нашите работни обврски. Имавме со вакви проблеми се соочувавме кога преоѓавме од летно во зимско сметање на времето и некои луѓе тој период многу потешко го преживуваат затоа што се намалува денот, имаме многу помалку сончеви денови, некако ни доаѓа есенската и зимската депресија, затворени сме, не излегуваме многу надвор и малку потешко го надминуваат, а кога говориме пак за периодот од зимско во летно сметање на времето се зголемува денот, имаме повеќе сончеви денови, некако имаме повеќе енергија за да можеме да се справиме со ваквата промена. Така, вистина е тоа, значи ако се направи една студија или некоја анкета, така наречена, меѓу луѓето, повеќето луѓе би одговориле дека им одговара летниот период нели на сметање на времето, со тоа што, како што споменавте самите вие, дека имаме поголем дел од денот каде што сме изложени нели на сончева енергија, која што всушност влијае позитивно нели на човековиот организам, кој што всушност нели не само тоа, тој дава сонцето нели така познатиот витамин D, кој што позитивно влијае врз однос на нашето здравје, на тој така наречен коскено-зглобен систем и дополнително исто така влијае нели на делот од расположението. Во однос нели на
зимското сметање на времето, всушност тука се скратува денот, помалку сончеви часови и навистина дека во по многу студии направени, нели, дека во периодот на летно према зимско сметање всушност имаме поголеми, нели, бројки на луѓе кои што всушност преодјаат од блага па умерена и до тешки депресии, каде што треба период, нели, за да се надминат, нели, тие состојби и така натака. Но за разлика, еве сега е подобриот период каде што нели имаме повеќе сончеви денови и во однос на тоа споменавме, нели, тоа навикнување да биде побавно и поблаго, нели, да не биде тоа акутно наеднаш, па да не доведе до една друга спротивна состојба од депресијата, нели. Тука имаме една така наречена состојба на анксиозност, вознемираност, напнатост, сето тоа што треба што го споминавме, нели, да се прави, да биде спонтано и побавно, поблаго да се влегува, нели, во периодот на адаптација. Би сакала конкретно разговора да споменем уште еден интересен момент покрај промената од зимско во летно сметање на времето и неговото влијание врз здравјето на луѓето и генерално врз организмот. Временските услови исто така многу влијаат врз здравјето на луѓето генерално и физичкото и психичкото здравје. И сега најголем дел од луѓето, барем јас имам такво гледање, дека многу поубаво се чувствуваат кога имаме сончеви денови, кога живнува и природата во период на пролет. Меѓутоа, има луѓе кои што во текот на тмурни, врнежливи денови се чувствуваат многу поубаво. Па да, вистина постои тоа. Тоа е многу интересно. Интересен факт е тоа, вистина, и сето тоа е, нели, во тој однос на невропсихолошкиот систем кој како го доживува, и сето тоа е индивидуално. Нели, за разлика, како што споменавте, поголемиот дел, нели, на температурните влијанија кои што ги имаме, нели, постојано во нашиот регион, па и глобално во светот, нели, имаме глобални промени во однос на температурните влијанија, кои што исто така предонесуваат промени, нели, во здравјето на еден човеков организам, каде што, нели, настанува промени во кардиоваскуларниот систем, па се јавуваат така наречени срцеви нарушувања, исто промени во невропсихолошкиот, каде што доведуваат до срцев, до мозочен удар и така натака. Вистина, нели, треба да се обрне еден поголем дел од вниманието, посебно да се внимава, нели, оние хронични болни со нивната хронична терапија, каде што исто и тие и ќе имаат мал проблем, нели, во однос час плюс или час минус од во однос, нели, на промена на сметањето на времето, треба, нели, да направат предвремен план како да земаат таа терапија, нели, никако да се изостави во однос на тоа. И исто, нели, хроничните болни имаат голем проблем во однос, нели, на температурните влијанија, па исто знаат кај некои луѓе, например, кои што се болни од астма, од хронично обструктивни болести или пак ова кардиоваскуларни, неповолно влијаат врнежливите денови, тие бараат свежо, ведро време, да можат да излезат да подишат чист воздух, за разлика, нели, од магловитите денови, кога воопшто немаме чист воздух или пак ова провев, па така да сепак подобро е кога имаме поголем број на сончеви денови, поубаво влијае на секој организам. Одлични одговори, одлични совети за тоа како да се подготвиме за летното сметање на времето, за добра психофизичка состојба на организмот и пред се да уживаме во пролетта. Така е, така. Ви благодарам многу за гостувањето, се надевам дека ќе имаме и следна прилика да бидете гостинка во Македонија наутро. Ви благодарам и на вас уште една за поканата.